13 февруари е оној официјален ден или интернационален ден за епилепсијата, но денешниот 26 март е денот кога сите ние би требало да се залагаме за поголема свесност кај нацијата за лицата кои што имаат епилепсија. Денеска на оваа тема за одбележувањето, за активностите, за многу работи кои што се поврзани со епилепсијата, како да дојдеме до точна дијагноза, како се третира оваа состојба и така натаму. Ќе бидеме отворени како и во секој издание на Телма амбуланта да одговориме и на вашите прашања, но пред се воведот денеска ќе го дадеме со мојата драга гостинка, доцент доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, специјалист по неврологија во Аџи-Бадам Систина. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов во ова убаво расположение. Да, фала ви за вкусните колачиња. Увек ќе ги пробаме по завршувањето со кафе, ми рековте добро одат. Инаку која е важноста или значењето на таа виолетова боја, бидејќи колачињата се виолетови? Значи, денеска како убаво имавте најава дека 11 февруари е ден на епилепсијата, интернационален ден на епилепсијата, а денеска 26 март е така наречениот виолетов ден или Purple Day по англиски, каде што треба барем нешто малце да имаме виолетово на себе за да го значиме овој ден, со идеја да бидеме со болните кои што имаат епилепсија, за да подигнеме свесноста према оваа болест. Зошто виолетово? Затоа што не знам дали знаете лавандата, цветот. Добра. Всушност е цвет на епилепсијата. Знаеме таа виолетова боја и заради тоа го одредуваа оваа боја. Ето така си одредиле нели да имат како заштитен знак. Па одредиле лавандата. Мисля да ни помага некако. Не, точно. Лавандата има релаксирачко дејство и делува смирувачки на централниот нервен систем. Најверојатно таму е потекната таа идеја за да биде како виолетовата боја, да биде бојата за нели за овој ден и сите ние по нешто да имаме на нас виолетово. Певе јас денеска нели имам едно виолетово пенколо и си имам виолетови нокти и виолетови колачиња ни донесовте. Точно. Е сега во врска со колачињата. Значи пред се би сакала да кажам една голема благодарност на брачниот пар Ангелина и Томе Тасевски, кои што си имаат своја работилница и ги изработуваат овие колачиња. Несебично, нели, кога им се јавив им кажав за што станува збор, рекоа дека ќе ги донираат 100 колачиња за овој ден, напишани, еве вака како што гледате, сега тука имате колачиња за вас, за секој по едно колачинце. Да, за Цеце, Марко, Гуце, Илена, за тебе Телма. Така и за тебе Телма и останатите што се тука. Воедно ве поздравуваат, вие потражуваат емисијата, секој ден ве гледаат, многу се задоволни од вас и ова е едноставно еден поклон од нив за вас и една ева благодарност, јавна благодарност до нив, што, верувајте ми, колачињата се создадени со љубов, така им е и паролата, тие се направени со многу голем ентузијазам, со многу голема енергија од нив двајцата и со многу љубов. Јавна благодарност. Како рековме се вика? Ангелина и Моме. Ангелина и Моме ве сакаме и благодариме за овој преубав подарок. Инаку овој официјалниот флаер вели различни, а сепак исти. Така, виолетовиот ден се одбележува денеска. Доктор Татјана, веќе во 14 часот ќе имаме активности. Ајде малку да споменеме, се извинувам Саша, да, како ќе се одбележи овој ден или со какви активности низ годините наназад, колку време впрочем се одбележува со години наназад кај нас во Македонија? Да, значи вака, морам да кажам дека ние како Лига за борба против епилепсија, тоа е едно професионално здружение кое што е составено од лекари, невролози, педијатри, неурохирузи и така натаму. Значи професионалци од областа дали од неврологијата, дали од неурохирургијата и така натаму. Сите ние како здружение, како Лига имаме една одговорна задача. Пред се ние сме дел од Интернационалната лига за борба против епилепсии и ние имаме обврска и задача да преку целата година организираме курсеви, семинари, школи, предавања и така натаму. Што на студенти, што на специјализанти, што на општа популација, на деца, по градинки, во школи и така натаму. Значи тоа не е едноставно како да ви кажам, работна задача која што Интернационалната лига ни има дадено. Со тоа што на годишното собрание, кое што го имаме, зависи каде имаме
конгрес, ние се собираме, барем еден представник од нас, и оди и мора тоа да го зареферира дека поминало. Па и овој денешен ден едноставно работен ден од таа лига која што ние мораме да го оправдаме. Ме прашавте околу одбележувањето, активностите. Да, тие се активностите кои што ние нели ги правиме преку целата година, а одбележувањето секаде во светот се одбележува денеска. Видов дека во Хрватска нешто порано малце во неделата го одбележаа со возење на велосипеди низ Загреб. Во Канада ќе бидат обоени Нијагарините водопади во Лијаково. Во Шпанија видов исто фонтаната ќе биде обоена во Лијаково. Исто така и во Рим. Нели, има така знаменитости кои што градот си ги одбележува и го одбележува овој. Да. А во Македонија? Што ќе се случува денеска во 14? Точно, ние како лига морам да ги напоминам дека заедно со Сдруженијето за борба против епилепсија на болни од епилепсија, секоја година заедно го одбележуваме овој ден. И сега председателот господин Одејан, кој што е председател на ова здружение и од Прилеп, така сме договорени да дел се одржи таму, Прилеп или Битола, а дел се одржи во Скопје. Па убаво е на повеќе места, нели? Па да, и треба на повеќе места. Морам да кажам една голема благодарност и до моите колеги невролози, кои што се наоѓаат во Штип, во Струмица, во Тетово и така натаму, каде што навистина се јавуваат и прашуваат како да се означи овој ден. Кој како сака и кој како може. Значи тоа е слободно, нема некои специфики, ниту пак некои карактеристики за ова одбележување. Неколку години поред одбележуваме, заедно со Сдруженијето за болни од епилепсија, веќе 5-та година ние, а они повеќе од нас. Повеќе од нас беа сами, ние само им се приклучивме. И сега околу Сдруженијето, тоа е така затоа што ние активно започнавме со работата на лигата од пред 5 години, кога го апдейтиравме лигата. Всушност оваа лига наша во Македонија постои од 98-та година и беше формирана од професорот Раден Умовски, кој што сега е почина, тој е еден од доајените на епилепсијата. Понатаму заедно со професорот Методи Чепреганов, заедно со Михаил Пасху, заедно со професорот Илија Џонов, Илиевска професорката, Вера Петрова и така натаму, сите тие беа дел од тоа здружение, мислам од нивното оформување, а ние како млади невролози едноставно само ги продолжиме нивните стапки. Голема благодарност за нив, да кажам јавно, да. Затоа што тие ни беа почетоците и многу голем дел за епилепсијата всушност ние научивме од сите тие луѓе кои што веќе ги споменав. Татјана, само дали настанот денеска во 14 часот ќе биде од отворен карактер, каде ќе сте лоцирани? Ова ќе биде од отворен карактер, тоа ќе биде во 14 часот на плоштад Македонија, пред книжарницата Култура. Како и секоја година, така и оваа година, ќе бидеме отворени, ќе имаме голема благодарност исто и до куќите Плива, Алкалоид и Медис, кои што секоја година и оваа година ни излегува во пресред и ќе донираат по нешто. Што пенкалца, маички, еве Ангелина и Моме направија колачиња, ќе имаме балони и така натаму. Значи, кој што како може. Не успеаме да најдеме лаванда, меѓутоа затоа што денеска во 14 кој може нека донесе. Да, најдовме сушена. Значи, една докторка од 8 септември, доктор Сања ми се јави вчера и ми рече: доктор Тања, не можам да најдам цвета во мај. Што да правим? Најди сушена. Најдов, ќе донеси сушена. Одлично. Иве, да, нека биде тоа покана за сите оние кои што можеби околу тој период или немаат никаква работна обврска и се низ центарот на градот. Ако се прашувате што значи таа виолетова боја денеска, да знаат или да го знаат низиното значење, да се приклучите. Да, уствари целта на ова е да се подигне свесноста за оваа болест, да се намали стигмата и предрасудите. Каква е стигмата? Така, да се намали стигмата и предрасудите за ова заболување. Се уште сме негде во средината. Да, вие со години ве работите, се залагате за покренување на свесноста. Се уште сме во средината.
се уште постојат известни, нели, работодавци кои што кога ќе видат дека вработениот има епилепсија, има напади и така натаму, можат и знаат да го отпуштат од работа, меѓутоа има и такви кои што навистина им излекуваат во пресред. Мораме и тоа да го кажеме, во смисла од лекување, од испитување, од операции и така натаму, кој ќе прашат, ќе каже работодавецот ми ги даде парите за да го направам сето тоа. Значи не можам да кажам како и како, меѓутоа пак ќе кажам некоја средина држиме. Така да стигмата е за жал се уште присутна, меѓутоа да, и затоа се ваквите емисии, затоа се ваквите настани кои што ги организирате со години наназад за да ја покренат свесноста. Луѓето се интересираат ли да дознаат малку повеќе, доктор Татјана, за оваа болест? Дали еве од годините ваше искуство и во Македонија и надвор, дали кај нас луѓето знаат како да изреагираат или да препознаат ако некој во нивна околина доживува епилептичен напад и како да реагираат? Па да, во тие први моменти. Многу интересно прашање. Значи постојат вака сега да бидеме, нели, реални, дека фамилијата каде што имаат болен од епилепсија веќе знаат како тоа изгледа и што све треба да направат. Ние покрај тоа кога доаѓаат на прегледи тие пациенти, покрај тоа што го тереме оној дел, нели, лекување на пациентот, правиме едукација на фамилијата, на семејството, на најблиските, да. Точно. На сопруг, жена и така, сопруга, деца и така натаму, за да знаат што да направат во тој момент. Нападите може да бидат различни. Значи, епилепсијата е група на епилепсиите, уствари, како група на болести, тоа е група на болести на невролошко заболување, каде што тие се разликуваат. Ние немаме секогаш исти напади. И тоа можеби е малце еден пациент, сакате да кажете, различни може да има различни, може да има различни, меѓутоа може да има и постојано исти напади. Зависи од типот на епилепсијата. Тоа е малце, нели, сите мислиме кои ќе речат ама нападот не беше таков, докторке, не се тресеше он. Нели, они чекуваат да го има тој генерализиран напад и за нас, за општата популација, тоа е непознатиот симптом, нели? Така. Меѓутоа често пати се случува да нападот започне парцијално. Што значи тоа? Да почне со тресање на раката, со искривување на погледот во лево или во десно, со искривување на главата, да или пак збори едноставно прекине во зборувањето, да го изгуби контактот со средината, да трае многу кратко, секунди, и повторно да се врати на својот. И тоа се апсанси кои што мал број на луѓе може да ги заприметат. Најчесто ги заприметуваме кај дечињата, додека се во градинка, игра, работи нешто, си игра со коцки, застанува, прекинува со местењето и повторно потоа продолжува. Или возрастните ви прави конверзација, ви зборува, прекинува и потоа повторно продолжува. Тие се многу кратки. Исто така, дури непрепознатливи вака за може и непрепознатливи да бидат. Да. Јас сум имала пациенти, точно, еве неодамно имав еден пациент кој што дојде заради главоболка. Не живее во Македонија, живее, не знам точно сега, Швајцарија, Германија, не е битно, дојде заради главоболка. Го направивме ЕЕГ-то и врз основа на ЕЕГ-то видовме дека тој има избивање, дека има идиопатска епилепсија. И потоа повторно кога земав податоци, кога се распрашав, он ги добив сите тие податоци кои што таа епилепсија како симптоматологија ги има, со затресување на рацете, со затресување на нозет. Он така живеел и воопшто не знаел дека е тоа. Доктор Тања, тоа ќе ескалира никогаш во животот ако може, но и не мора. Може, не, сакате да кажете дали од тако затресување може да ескалира, например, во генерализиран. Човекот дошол сосема случајно за друга симптоматологија. Сакам да кажам, во случај да не дошол ниту за тоа, затоа што има многу луѓе па што живеат со главоболки и тоа го сметаат за нормално. Пазите, како може да прогресира тој? Да прогресира во генерализиран напад. Така во генерализиран, значи да добие генерализиран напад и тогаш доаѓаат. Значи тие парцијалните не ги гледаат и не можеш да ги заприметиш.
мал број на луѓе може да ги заприметат. Меѓутоа, потоа со години кога ќе добие генерализиран, веќе се јавуваат на лекар и тога започнува ствари целата инвестигација и истражување. А често пати и почетокот на епилепсијата може да биде со генерализиран, значи не мора да биде другите. Да. Ајде, време е да ги поканим и гледачите. 3076-677, ќе дадете префикс 02 доколку не се увате од надвор од Скопје. Ги покануваме сите гледачи кои што имаат прашање на оваа проблематика денеска со доцент доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, специјалист по неврологија, да ви одговориме. Да дадеме дефиниција, доктор Татјана, што всушност е епилепсијата, какви видови, типови постојат, велите има различни типови на напади и така натаму? Значи, епилепсијата, како што кажав, е невролошка. Широка да, голема област, верувате ми како море. Значи, кога ќе запливате, брегот тешко да ќе може да не го се гледа. стигнете, не се гледа. Зошто? Затоа што се повеќе како оди технологијата, како оди медицината напред. Тоа сакам да прашам, колку новото време социјалните, па глобализацијата и така натака, социјалните медиуми, сите тие новитети, како тоа веројатно влијае исто така? Значи, сето тоа влијае на сите тие зрачења и сите тие, нели, кои што ние невидливи зраци ги гледам и така натаму, тоа веќе тек допрва ќе го гледам. Значи, за жал. За жал. Тоа може да зборат некои мои, можеби, нели, колеги после 20-та година. Па да кажат, заради тие зраци имаме така и така натаму. Све тоа во фаза на испитување. Така да епилепсиите се голема група на заболување и се карактеризираат со напади, нели, краткотрајни напади, повторувачки напади, непровоцирани, со различна симптоматологија. Сега, нападите, како што реков, може да бидат парцијални и може да бидат главната поделба е на парцијални и генерализирани. Да, ќе имаме гледачи, ајде ќе продолжиме и со вас, да им дадеме предност на истите. Добар ден! Ало, добар ден. Ве поздравуваме, повелете. Здраво, се јавувам од Радовиш и сакам да прашам нешто. Пред некое време моето девојче имаше напад некој во сон и јас имам му направено на детето ЕЕГ во сон во систина кај педијатро Оливера Лековска и му е востановено средноволтажен фокус десно СП со испити и контратерална пропагација и мал број на паракселзми до 3 секунди. А тоа му се има случајно само еднаш во сон и не знам сега дали станува збор за епилепсија. Добро, Татјана, имате прашање? Значи вака, тоа предпоставува мало дете, колешката Лековска е детски невролог. Меѓутоа би одговорила на кратко, не влегувам во таа симптоматологија. Бидејќи доктор Татјана не е детски невролог, не сум детски, меѓутоа ќе одговорам. Значи ова што ми го прочита господјата испитување што е направено е патолошко. Али затоа што еднаш се случило во сон, обично, нели, по гајдлайнсите, по тоа што ние одиме на предавање и слушаме и е запишано, треба да се чека барем уште еден напад. За да може да се даде терапија. Меѓутоа, ако нападот бил сигурен напад и ова не е патолошко, можеби треба да се размислува и веднаш и да се почне со терапија. Значи, повторно анамнезата многу е битна за да видиме дали претходно можеби детето имало некакви напади или не, или може едноставно да се чека наредниот напад да го добие или да не го добие. Значи може, но не мора да значи дека води кон тоа, значи ако има уште... Многу зависи од пациент до пациент. Да, верувам дека се индивидуално. Во секој случај се надевам дека сте задоволни од советот на доктор Татјана. Ајде да го поздравиме следниот. Добар ден. Кој ни се јавува, повелете? Ајде, оваа фонија означува дека имаме некој на линија. Ќе ве замолам во телефонска слушалка за комуникацијата да не биде појасна. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, во програма сте. Повелете со прашањето. Сакав само да ја поздравам доктор Тања Чепреганова. Благодариме. Благодарам. Си ја знае работата, ја знам подолго време. Многу ја поздравувам, Славица од Градинка. Фала. Само поздрав толку. Благодарам, Славица. Само поздрав, се најубаво. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали имам уште еден? Добро. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали се? Ало. Добар ден. Добар ден.
Повелете. Овде е гледачка од Прилеп. Сакам да прашам за епилептичниот напад. Добро, што конкретно? Ми се има случајно неколку пати, наеднаш да испотам и паѓам во несвест и се разбудувам. Примам сега, имав и удар, сета беше искривена цела десна страна, а дали тоа е и епилептичен напад? Пијам такви апчина по едно на сабајле и навечер. Добро. Дали има тука епилептичен напад? Вака сега. Дали е тоа? Така, се слушаме, така ме слушате? Да, ве слушам. Вака. Вие сте имале мозочен удар пред колку време? 2 години. Пред 2 години. Терапијата која што ја пиете, предпоставувам дека е за мозочниот удар, за притисок, за шеќер имате ли ризик фактори од тој? Ова е како блокада на мозочен. Добро. Во гласните жици и десната страна, а во мозокот нема ништо. А ми рекоа дека имам и епилептичен напад затоа што сум нередовно, ама паѓам во кома. Се разбудувам и... Значи вака сега, не секој напад е епилептичен напад, значи тоа морам да го кажам. Обично генерално кога ќе дојдат пациентите, падна изгуби свест, тоа е епилепсија. Не е точно. Значи, одма да бидеме јасни и гласни. И затоа што тоа си бара испитување. Испитување, многу се битни кардиолошките испитувања. Може би кај пациентката која што имала веќе мозочен удар, прави некоја брадикардија, која што паѓа, нели, пулсот и знае затоа што кажува како дроб, како да се срушува доле, нели? Може би е тоа причината, па и причината и за мозочниот удар. Не знаеме, се све нели хипотетички зборам. Значи ќе треба да се испита со еден холтер обично. Тоа е добро кај нас во мојата организација во Систина, што јас имам на располагање кардиолог во секое време и веднаш прво што правам ги правам овие испитувања. Ставам холтер, многу е битно. Многу е битно затоа што после ако еднаш напишете епилепсија, епилептични напади, цел живот ќе се води така пациентот. Значи многу е битно првично да се направат испитувања за да ние сигурни бидеме дека тоа станува збор за епилепсија. Така да треба да се направат испитувања, да се направи испитувања кардиолошки кои што ќе ни дадат нели идеја дали станува збор за некој заболување срцево кое што ни ја дава колапсната состава или не. Понатаму се прават испитувања доплер каротиди, значи на крвните садови, се гледа срце и така натаму, и ред други испитувања на крвта, на шеќерот и така натаму, затоа што имаме, не ги викаме тие, нели, провоцирачки напади, или зголемената употреба на алкохол може да ви даде напад. Зголемена употреба на други може да даде напад. Ама тоа имаме тригер, значи имаме ние провокатор кој што тоа ни го дава. Кога ќе го тргнеме провокаторот, пациентот нема да има напади. Сега конкретно кај пациентката можно ке не запа и да биде таа симптоматска епилепсија од мозочниот удар и заради тоа да ги има тие напади. Меѓутоа вака до кома да паѓа па да се враќа назад, малце ми е чудно. Нека дојде во ординација кај мене слободно, кога сака, ќе видам што како, не мора да се пријавува, ќе видам што како, па барем да ја дадам насоки. Насоки за понатаму. За понатаму да што да прави, да. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав за докторката. Јас имам прашање се работи за мојата сестра која има 28 години. Добра. Првите напади ги доби во пубертетот, значи на 14, предходно 3 години кога стануваше на сабајле, ако држеше чаша и паѓаше од рацете. И матичниот лекар, значи со посовет ни кажа дека тоа се работи бидејќи се наближува пубертетот, се менува организмот, значи се додека не дојде до големиот напад, ние не побаравме друга помош. Откако ги доби големите напади, значи до сега 12 години има точно од кога има епилепсија, пробани се сите лекарства,
и комбинација од лекарства и магнетна резонанца и се. Сега, и покрај земената доза, да кажам, на лекарства, таа ги има тие мали напади со кога прекинува во зборување или се закочува, или може пак да и падне нешто од рацете, но големите напади со лекарствата ги нема, само малите постојат. И во текот на денот може да и се случи до 20 до 30 пати да ги има тие мали напади. И кој е, например, сакам да знам дали има решение за тие малите напади да се спречат целосно. Да. Добро, ви благодарам многу. Може доктор Тања уште еден гледач да ни не чека? Слободно, да. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, веројатно не си исклучи гледачот. Значи, да, интересно прашање. Ова станува збор за јувенилна миоклонусна епилепсија, значи тоа е епилепсија која што се јавува во тој период од животот, во време на пубертетот и рана адолесценција. Предпоставувам дека е дадено валпроична киселина и дека е започнато со таков тип на терапија. Не успев да ја прашам пациентката што прима незината сестра. Што треба да се направи? Чим толку се чести 20 тие кратки напади, значи треба повторно да се направи едно ЕЕГ. 20 во ден зборуваме, така? Да. Повторно да се направи едно ЕЕГ и да се види дали терапијата која што пие пациентката делува или не, какви се, нели, каква е активноста на мозокот, и доколку и повторно не е добро, е патолошки ЕЕГ-то, треба да се размислува или за покренување на дозата на лекот, претходно да се испита нивото на лекот во крвта, тоа се работи во лабораторија, за тој лек кој што го пие, и да се види дали е под или над нивото. Предпоставувам дека е под, чим вака се чести нападите, па да се зголеми дозата на лекот, или евентуално втора опција да се воведе уште еден лек кој што ќе ги скрати тие со соодветна терапија не би требало да има никакви напади. Пазите, затоа што таа вели елиминирани се тие големите и страшните, меѓутоа овие помалите се пак присутни во секојдневието. Да, треба да се најде овој тип на епилепсија кој што го има, нели, пациентката, е бениген, во смисла бенигно, многу добро одговара на терапија. И се жално и тие напади да ги има. Значи треба само да се најде дозата на лекот. Мора малце да пливаме уште повеќе за да ја добиеме дозата на лекот која што ќе делува кај. Добро, важно е да знаат дека постои начин за да се дојде нели до тој момент, дека не треба да се живее. Не треба да се живее и треба да се направат. Има решение во медицината. Кој доктор си ода да си се јава дека има типа натаму напади. Знаете што сакав да ве прашам? Спомена гледачката дека во тој адолесцентски период добивале друг тип на диагноза. Така, значи не било утврдено дека е епилепсија, колку што успев да сватам. Да. Се додека не се случило најстрашниот напад, кој што асоциран или дефинитивно на епилепсија. Колку е тоа често кај нас? И колку, да речеме, можеби и погрешни лекарства се давале ако веќе имало друга диагноза, може да ја влоши состојбата подоцна? Значи вака, многу е битно анамнезата која ќе ви каже пациентот, и тоа е кај општите лекари, кај матичните лекари, GP што ги викаме ние лекарите, веднаш да размислуваат за епилепсија. Значи ова што и паѓала чашата од раци и така натаму, тие се тие миоклони. Тој застој во говорот што ви споменавте дека е многу чест. Така, тие се тие миоклони кои што треба да не наводат дека станува збор за идиопатска епилепсија. Тоа е таа генетски предиспонирана епилепсија. И тоа е таа епилепсија која што се јавува во тој период на возраста. Значи си имаме ние кој во кој период може да се јави и зошто може да се јави епилептичниот напад. Не треба пациентот да се остави така. Ќе го чекаме генерализираниот напад. Нели? Апсолутно, да. Него треба да се направат испитувања затоа што има специфични елементи на ЕЕГ-то кога се прави кај овој тип на епилепсија. Имаме специфично избивање кое што ние го гледаме и за кое што веднаш со анамнезата и со ова веднаш ќе пристапиме кон давање на лекот. Што порано започната третман, подобро за пациентот. Сега разберете го тоа дека епилептичниот напад е всушност еден дешарж на група на неврони, значи избивање. И сега во тоа избивање они зависи од која зона на мозокот си ја дава симптоматологијата. И сега зошто он постојано да биде во некоја
нели, Да. синхрона е некоја ексцесивна активност да ги дава тие дешаржи, кога може да бидат сузбиени со правилната терапија на лекар. И да се функционира И нормално. да се функционира нормално. Добар ден, имаме нови гледачи. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Ве поздравувам и вас и докторката. Поздрав и до вас. Јас сум жена во 64 годишна возраст. Добра. Страдам од депи, то од сгустат капиларов, ке ќе преганав јас одев на малиот мозок од повреда. И сега ја земам терапијата ламалот, земам и интегратолот, карбазепин. Али сега ова од повреда на мозокот сега во 2004 потреси на некој начин на мозокот доста беше критичен, али како било тоа. Добра. Сега ми се јавуват и на 2 години и првата категорија страдат повеќе од втора од психомоторна. И ова е што е терапијата што ми ја дава и тука и Кечи Парганов сум била многу пати што ми ја дава таа не извините што тоа не го знам декофолин, не знам тука како беа без да ми замерите. Тоа ми оди некако на контра на повредите од потрес. Како антибиотици. Дикофлин нешто беа тие. Али сега од време на време тие се јавуваат секундарни, некогаш повеќе време ме држи. На психомоторната оддалечена на некој начин, ете се почувствува, јас се осети на физичка, не толку, али на психичка, или расстройство, или јас сум по природа така сум многу добро, радно, со тоа сум. И се на возбуда, ќерките... Добро, може ли, бидејќи навистина имаме бројни гледачи, да преминете на конкретното прашање? Како и која терапија сега да примнам за мало за првата категорија, да некогаш ме префрлуваат за повеќе трајност да ме држи. Али без грчевите, без тие работи. Добре, јас колку што разбрав, мозочен удар. Не, траума на мозокот. Травма на мозокот. Значи, Добро, ви благодарам. Травматските повреди, нажалост, едни од најрезистентните. Сега не знам каде е таа траума и што е. Терапијата што ја пие е во ред, војна терапија антиепилептична е во ред. Можеби повеќе психичкиот момент кај господјата прави проблем и треба малци со психијатар тука, значи не можеме само ние како невролози да даваме него и психичкиот момент и те како знае да биде причина за да ги зачисти и да ги влоши нападите. Така да и препорачувам покрај оваа терапија која што зима, која што е добра, значи кога веќе ќе ви дадат една терапија, не е моментот да ми се друга, трета, четврта, пета и ова ќе го прекинам и така натаму. Најлошото е. Или почнува да пие едно, па прекинува, па второ апче, па прекинува, па трето, значи тоа е најлошо. Или почнуваме со некаков тип на терапија и треба да се достигне максималната доза на лекот. Не треба организмот да го навикнеме. Да го навикнеме, затоа што тие не се такви апчиња како антибиотици делувале на оваа бактерија или на онаа бактерија. Значи, сосема друго дејство имат и друг механизам на дејство и механизам на елиминација. Секој лек си е сам за себе и секој треба точно да се ординира според типот на епилепсијата. Терапијата е добра и препорачувам да се јави малце на психијатар за да го подкрене и тој психичкиот дел кој што во суштина најверојатно и го прави и влие и го прави проблемот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Се работи за еден пациент, неодамна бевме кај неа во Ситина. Добра. Консултирано му е Вирхов Робинови простории на десната страна. Моментално пие оксалеп од 300. Дали може повеќе објаснување за таа диагноза? А каков тип на напади биле? Се не се сетам за кој. Дали сте се уште на линија? Да. Каков тип на напади биле? И колку годишен е пациентот? 37. 37. Да. А каков тип на напади? Не можам се сетам. Не знам точно, само диагнозата ја за
Не знам како пишуваат со вид на напади. Добро, знаете, вака малку по телефон е потешко. Не можам да се Да, сетам, докторката да. има бројни пациенти. Нека дојдат да видам, значи ќе му објаснам све што сакаат. Вака не можам да се сетам на 37 години да дадам оксалеп заради вирхов, проширени вирхов робинови простори, малце ми е чудно, нека дојдат да видам. Не ми е компатибилно тоа нешто. Сакам да видам што е тоа. Добро, добар ден. Дали имаме нови гледачи? Да, добар ден. Има, ми велат бројни. Повелете, ве слушаме. Ќе се потрудиме да одговориме на Колку сите. може? Да, добар ден. Добар ден, се јавам од Радовиш. Поздрав. Поздрав, господине. Поздрав до вас и до докторката. Благодариме. Јас сум лице со епинапади. Добра. Значи, од 12-13 години сум лице со епинапади. А сега сум 33 години. Сакам да знам дали е доволна јака терапијата, примам ливам и карзамапин, дизапан. Добро, од колку милиграма, како ги пиете? Вака пијам ливам пијам сабајле и вечер по 1 од 1000 милиграма. Од 100? Ливам од 100? Од 1000. Ливам, се извинувам, од 1000, добро? Ливам од 1000. Добро? Карзамапин пијам сабајле и вечер Од по 400. 1,5, едно на пладнина. Од 400 милиграма са тие. Добро. Дизапан сабајле и вечер по 1. Добро, терапијата е добра. Значи, комбинацијата на лекови е во ред и многу е битно дали нападите се намалени или повремено ги имате, затоа што ова е епилепсија детската возраст. Имате повремено, така? Да, имам повремено, значи еднократна мисла. Повеќе поручок таму некаде околу 3-4-5 саат од најкасно до кај 8 вечерта. Добро. Кажете. Сакам да ја прашам докторката, вашиот гостин, дали на лицата со посебни потреби имаат право да им го сокинаат негата за друго лице? Тоа не знам, значи. Како дали лицата со посебни потреби треба да им се укинат? Лицата со епинапади што се, дали имаат право да им го скинат негата, значи за друго лице? Значи, тоа е сепак до Министерството за социјала и труд, мислам дека они ги даваат и они одлучуваат, ние како доктори може да го напишеме дека лицето најчесто тоа го пишуваме кон оние пациенти кои што имаат многу чести напади и кои што имаат рефракторна епилепсија. Јас до сега искрено да ви кажам имам само на 2 напишано каде што нападите се на вистина чести, едното е негде околу 18-19 годишно дете беше. Мајката мораше да биде со тоа дете дома и мораше да земе некаков тип на нега. И уште едно исто така беше негде околу 20 на години, каде што неопходно беше да биде со еден од своите родители. За нив знам дека им одобрија. Сега зависи, не знам, сега господинот предпоставам дека аплицирал за таков тип на нега, али комисија имаат они и тоа сами. Сега јас тоа не можам да тоа не е во вашиот домен. И јас што го дадов како предлог на моите пациенти беше на комисија. И комисијата одлучи дека треба да или не треба. Споминавте пациенти во таа адолесцентска возраст, некако фрапирана сум дека на толку рана возраст се појавуваат тие првични напади. Да, тоа се типичните миокони. Што е тригер факторите во тој период од животот, да кажам, или кога е оној период од годината кога можеби најмногу се манифестираат тие епилептични напади? Најверојатно се смета дека тоа е тој период нели кога ние од деца стануваме возрастни, период кога веќе мозокот ни е среден, изматуриран и период кога хормонално се разборучкуваме, што викам ја, значи веќе стануваме други особи, други личности, како карактер, како физички, така и психички. Овој тип на епилепсии се тука спаѓа таа групата на јувенилна миоклонусна епилепсија и идиопатската генерализирана епилепсија, кои што најчесто се фотосензитивни и најчесто настануваат после една или може да настанат после една депривација на сонот. Што значи тоа? Тоа значи дека нели отворено ќе бидам искрено,
Сега доаѓаат периоди кога децата ќе одат по одмори и ќе одат на екскурзии, не спијат по цела вечер. По цела вечер се лумпува, се седи, нели? Кој може поише да издржи вечерта, нели, тој е по фраер и така натаму. Меѓутоа, таа депривација која што оние прават, тоа неспиење кој што го прават, всушност е тригер фактор доколку доколку особата има подлога за таков тип на епилепсија, повторно генетска некоја предиспозиција, да може да се јават нападите. И веднаш после тоа ќе дојдат после нели тие неколку дена родителите добил некаков тип на напад, па другарчињата ќе се извадат од памет, па не знаат што е, па тука професорите највише го кркаат, пустите затоа што све се случува тука пред нив, па ги тргат на страна и така натаму, значи и ги носат кај нас. И тука започнува целата таа. Има ли едукација во средните училишта? Бидејќи ве велите... Па кога како? Тоа е потребно. Кога како, некогаш не викаат, некогаш не. Па да, знаете како, мислам дека во средното училиште и не толку. Мислам дека повеќе, ова добро прашање, нели? Мислам дека повеќе има едукација во градинките. Затоа што кај детската епилепсија тоа се дечиња кои што веќе најчесто породилните трауми или интраутериниот недоволен развој, каде детето може веднаш по раѓањето да има знаци за епилепсија и тоа дете како ќе дојде во градинка и така имаат по 1, 2, 3 дечиња зависи и често пати не викнале до сега со професорката Цветковска. Тоа е за да и другите дечиња да знаат. Да, сме биле на таков тип на едукација, меѓутоа во средно јас барем не сум била, може би повикале некои од моите колеги за сега, не знам. Да, нормално, меѓутоа еве момент во кој што можеби треба повеќе да се размислува за оваа проблематика, затоа што велите дека тие се можеби клучни години кога ете заради такви работи може да дојде. И исто тоа сакам да спомнам, и фотосензитивноста кај овој тип на епилепсија е многу битна. Оние светла што се во диско, нели? Да. Што светла, што се палат и што се гасат, всушност се исто тригер фактори за да се појави епилепсијата. Така да можеби треба малце повеќе едукација, точно, ќе видиме, еве, затоа е лигата тука. Да. Слободно нека се јават. Мислам дека имаме уште неколку гледачи и ќе треба да го заокружиме овој разговор за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Да те поздравам тебе. Кико ни е. Да. Поздрав, Кико. Да. Сакам и докторите да поздравам. Благодарам. Овој ден утринската ме е најдобар. Точно. Тука све ви е добро во емисијата. Ти благодарам, Кико. Сакам нешто да стемава да искоментирам. Ајде. Значи, ја прв пат кога видов една госпоѓа како има епилепсичен напад, и извади под памет, не знаев што е. После, од кога прочитав на интернет како треба да се помага и све така, кога и да гледам таков напад, знам како треба да се помогне. Дека, знаеш дека ја работам и од Црвен крст, одма да се попалам. И така да знам како треба да се помогне. Одлично, браво. Ти си добар пример дека треба и многу како тебе да се едуцирани. Да. И сакам уште нешто да те прашам. Ајде. Сакам уште нешто да те прашам. Увели. Дали подобро во емисијава ќе има уште некои уклучувања во програма? Кога ќе бидат цели ден вамо таму? Па може да вклучиме, гледај не ќе вклучиме, гледачи. Фала ти, Кико, те поздравувам. Во интерес на останатите гледачи би сакала да ги вклучиме и колку можеме нели во овие последни минути од денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви се молам на едно прашање до докторот Преганова. Ајде. 98 имав јас еден напад, работејќи нешто така, ми омалак со снагава, викам, кај да не сум гладен нешто, отидов да земам едно јаболко, да ми нешто помине. И го измил јаболкото и уште не го каснав, паднав. Паѓајте тука близу беше скалите, беам на чело, крв малу, едно внуче ми вика, отиде кај бабам, бабо рече, дедо падна, не може да стане. И од тука за едно 15-20 минути ме однесо на интерн, ова на болница.
Добро. И ми едно испитување лежат 13 дена горе на оделение, кај ова оделение што е кај котларата, горе на Неврофизиологија. клиника, да. И тамо доктор Николовски, професор доктор Николовски, кога веќе 13 дена ми испитува, немаше машина или апарат да ме не испитуваат, и го прашав. Доктор, викам, ја возам. Не сум на трке, него фамилиарно возам. Дали смеам да возам или не? Слушај, речи, да ти речам не вози, може нема никога да ти се случи. Да ти речам вози, може утре ќе ти се случи нешто. Ти си знаеш, од 98 до сега, не да сум не испуштил волон, возам по потреба, додам вамо тамо. Не ми се случило ништо. Господине, може ли само да преминеме по конкретно? Сега треба да вадам лекарско уверение за возач. Дали Добре. можам да вадам, пијам само фенобарбитол, 100. Ама немате напади, така? Навечер, нем напади до сега, од 98 до сега ништо. Значи може, слободно, све што е ставено под контрола може да се земе дозвола и да се вози. Лекарско да добијам. Како? Лекарско дали може да добијам? Лекарско мислам, ама то на клиника не можам јас да ви дадам. Значи мора тоа на клиника да се добие. И може да си земете една контрола да си направите повторно во истата таа клиника, нели, на неврофизиологија и таму ова да го објасните, да го кажете дека немате напади, па можеби и полека ќе се тргне лекот. После толку години треба да се... Јас бев пред недела на матичен, ми даде некој цртеж и ми испитуваше тамо, некој рече, Добро, еве ти подпишам, ништо не ти бегај. Не, мора и невролог да ви напише, значи тоа на клиника ќе ви завршат работа. Нема да има никаков Ви проблем. благодарам, господине. Ајде, Благодарам. уште еден гледач и ќе го заокружиме ова денешно издание. Добар ден. Дали се слушаме со последниот гледач за денеска? Добар ден. Добро, ни се исклучи гледачот. Навистина бројни гледачи, тоа зборува само за честотата, претпоставувам, на оваа болест или на оваа здравствена состојба кај нас. Ме заинтригира гледачот. Постои после подолг временски период ето употреба на соодветна терапија, да речам излекување од оваа болест. Ќе се прекинува ли некогаш или ова е доживотно? Да. Значи, после петата година, доколку секој ЕЕГ е во ред, треба да си оди на контрола, нормално. Ако ЕЕГ тоа е нормално, ако нема напади, потребно е полека да се размислува за намалување на дозата на лекот. Со тоа што не значи дека кога ќе се намали дозата на лекот, веќе никогаш нема да го добие нападот. Може повторно да имаме некој тригер кој што ќе го испровоцира, а може и никогаш да не го добие нападот. Доктор Татјана, што би порачале за крај во пресрети на овој денешен ден за покренување на свесноста? И имавме гледачи кои што споменаа дека се едуцирани, знаат како да помогнат, знаат како да препознаат. Да, тоа е многу гледачи. Кико ми остави во вакво видел жена, па отворил интернет да прочита, значи тоа треба сите да го знаеме. Најбитно што е, како да при еден напад, генерализиран, парцијалните се лесни, ќе го видите, он ќе си седне и тоа е тоа. Меѓутоа, при еден генерализиран напад... страшно кои што изгледаат за околината, па... Значи, треба бочно да се постави пациентот, да може целата таа плунка и што има во устата, да може слободно да истече, истовремено да се стави нешто под главата меко за да не се удри и да се држи додека трае нападот. Од кога ќе прекине нападот, он ќе си дојде при свест, полека ќе си стане и така натаму. Никако отварање на устата, вадење на јазик, бутање на лажици, предмети, вилјушки, што све не сме виделе, истовремено ги кршат забите, го кинат јазикот и поголема е опасноста пациентот да вметне, да инхалира, да проголта парче од од зап или било што и тогаш да се угуши. Значи не може да се угуши сопствениот јазик од тоа ако вака седи, тогаш се јавува крк, затоа бочно треба да се постави пациентот. Тоа е основното и нон-стоп го зборувам на сите мои предавања за да можат да знаат дека ништо не е толку страшно. Нападот има почеток, време траење и крај. Не е страшно, треба да помине, пациентот ќе си дојде на свест. Да му се помогне на секој кој што ќе го видите во таква состојба. Со такво поставување или реагирање може да се скрати времетраењето на нападот? Не можете да скратите. Едноставно чекате помагате на самиот напад. Сите различно траат.
некој повеќе, некој пократко. Меѓутоа, таквата поставеност е обавезна за да може пациентот да си дојде потоа при себе. Да. Го споминавте вашето здружение, имаме некој официјален регистар, знаеме за колкава бројка на луѓе со епилепсија има во Македонија? Па не, немаме официјален, меѓутоа негде од 0,5 до 0,8%, негде околу 15 до 20.000 жители имаме група бројка кои што се заболени од, а негде 50 милиона се во светот. Да, тоа и така ќе завршев со некои од вашите статистики кои што ги има на флеерите. Флеерчињата, Што би советувале во однос на превенција, чисто за гледачите да бидат посвесни, претpoставувам водење здрав живот. Значи вака, не сакам сега да бидам, нели, да се исплашат пациентите дека секое паѓање, губење на свест, колапсна состојба, ќе ни падне шеќер, знаеме да изгубиме, на сите ни се случило дека е епилептичен напад. Значи малце по-свесно, поразумно, со едно повисок степен на разбирање, со една повеќе нели прочитаност и просветленост, достапни се сите медиуми за сето тоа и потребно е и матичните лекари нели како такви додека го кажат што се случило, како се случило, тие да можат да ги раслојат тие пациенти, да ни ги препратат на нас како невролози, да може понатаму да ги иследиме. Тоа би кажала, благодарам и на вас. Одличен разговор. разговор. Што не поканивте. Се гледаме денеска во 14 часот. Точно, благодариме. Да, носете виолетово денеска, нели барем некој детал со цел нели да дадете поддршка на лицата кои што за жал страдаат од епилепсија. Денеска е 26 март, денот кога нели денот за официјално покривање на свесноста кај народот. Ќе завршам со некои статистики. Велат епилепсијата е една од најчестите нели невролошки болести која што погодува над 50 милиони луѓе ширум светот. Секоја 10-та личност има најмалку еден напад во текот на животот, а според светските статистики, околу 40 милиони луѓе имаат епилепсија, од кои што 6 милиони се само во Европа, од нив 32 милиони за жал не се лекувани. Тоа значи дека нема ни диагноза, ни терапија или зашто не се лекувани? Па, тоа се некои светски податоци, не се лекувани, најверојатно затоа што не знам, не се додени до лекар или тоа се светски податоци. Добро, да. Тука се веќе светот, сите континенти, па претпоставувам. Да, зависи од многу нешта. Ви благодарам уште еднаш, благодарам на вас за вниманието и за бројните гледачи кои што денеска се вклучија. Успеавме колку што можеме, нели колку што не дозволува времето да одговориме на сите. За жал ова е честа состојба кај нас во Македонија, па причина плюс да оствариме уште некое издание на Телма амбуланта посветено на оваа тема. Излезете денеска, прославете го во Виолетов ден и дадете ја поддршката за лицата кои што за жал се соочуваат со епилепсија.